Време за уште едно гостување во денешното издание на Македонија на утро за медиацијата како начин на решавање на споровите со спогодба. Сме зборувале многу пати во Македонија на утро. Тоа е една од темите на кои што ќе говориме со нашиот гостин. Велам добро утро за господинот Славе Младиновски. Веќе ве препознаваат претседател на Комората на медиатори на Република Македонија и подпредседател меѓу другото на Сдруженијето на медиатори за Југоисточна Европа. Добре ни дојдовте во утринската програма. Благодарам за поканата и за можноста да ги информираме гледачите на македонската телевизија за процесите што се поврзани со медиацијата во Република Македонија. Ќе говориме за медиацијата, но прво ќе го споменеме она што е најактуелно. 25 октомври, меѓународен ден на правдата, ден во кој што практично граѓаните може да се запознаат со нивните права, ден кој што ќе се одбележи во нашата земја. Комората на медиатори е задолжена за одбележувањето. Што се ќе се случува на 25-ти? Во врска со Европскиот ден на правдата, Комората на медиатори на Република Македонија во соработка со Институтот за европска политика ЕПИ и во соработка со Центарот за истражување и анализи подготви одредена активност точно на денот на 25-ти во Центарот на Скопје, каде што ќе се обиде на непосреден и директен начин да ги запознае граѓаните на Република Македонија со предностите на медиацијата. Начинот на таа активност ќе биде реализиран на тој начин што ќе биде поделена оваа книга, која ги објаснува процесите во Република Македонија низ призма на реформата на правосудниот систем и дава основни информации за медиацијата во Република Македонија. Исто така, граѓаните може да добијат одреден лифлет на кој што ги има основните информации за медиацијата и истовремено може да го видат именикот на медиаторите од другата страна, со кој што всушност ќе можат да се запознаат доколку сакаат споро да го решат со медиација. Ова не е всушност единствена активност на Комората на медиатори на Република Македонија. На што бевте фокусирани во изминатиот период? Во изминатиот период, речиси половина година, Комората работеше главно на активности на промоција на медиацијата. Добра. Една од базичните активности во која што се работеше во оваа година беше изработката на стратегијата за реформа на правосудниот систем со акцијскиот план во кој што значително и значајно место зазеде медиацијата и тоа претпоставуваме и очекуваме да придонесе за уште поголема промоција на медиацијата во Република Македонија. Истовремено се формира и работна група на ниво на владата на Република Македонија, во која и како член на Комората, но и други колеги, заедно работиме на програмата на оваа програма што треба да биде владина програма за промоција на медиацијата во наредниот период. Учествувавте и на втората конференција на медиатори во Југоисточна Европа, која што се одржа во Босна и Херцеговина на 11 октомври, ако не грешам. Што се случуваше таму, какви заклучоци беа донесени, на кои теми се дискутираше? Основна тема на која што се дискутираше на Сдруженијето на медиатори од Југоисточна Европа, во која сме членови како индивидуалци, повеќе медиатори од Република Македонија, Република Хрватска и Република Босна и Херцеговина, како и од други држави во соседството, беше темата на решавање на спорови во рамките на трипартитниот сојуз меѓу медиаторите од една страна како лица кои што ќе последуваат во спорови меѓу представници на синдикатите, работодавачите и локалната заедница. На оваа конференција и јас како председател на Комората настапив со одредена информација за состојбите во Република Македонија на планот на работните спорови и на планот на стопанските спорови. Можам да констатирам истовремено во оваа насока дека во 2018 година, односно 2018 година, значително се подобри состојбата на медиаторите, односно на медиацијата во Република Македонија во споредба со периодите предходно, пред се во бројот на земени предмети случаи, како и во бројот на решени случаи со спогодба.
Целта на медиацијата всушност е да ги зачува добрите односи во иднина. Во едно од нашите последни разговори во Македонија наутро, чинам дека кога зборувавме за бројот на медиатори беше околу 26 или 27. Сега по листата која што ја видов има 31. Добро е тоа што расте бројот на медиатори. Задоволството е и кај тие медиатори што доаѓаат во комората, како и на управниот одбор, односно и на другите колеги, бидејќи можам да кажам дека доаѓањето во комората на медиатори веќе го воспоставивме на еден законски начин со селекција и регрутација на исклучително квалитетен кадар. Значи, самата постапка која што се спроведува оди во насока дека медиаторите, лицата што се решаваат да бидат медиатори, мора да поминат одреден процес на обука, потоа полагање на испит и со самиот чин кога ќе се стекнат со лиценцата за медиација и во јавноста и меѓу страните уживаат особен углед. Можам да истакнам дека едно од прашањата на кои работеше и комората во изминатиот период беше измени и дополнување на законот за медиација, кој веќе е објавен на сајтот на ЕНЕР, каде што јавноста може да се произнесе за него, за решенијата што сме ги предложиле како работна група. И се надевам дека тие предложени измени ќе добијат своја финализација преку гласањето во собранието, каде што еден од битните елементи за подобрување на квалитетот на медиацијата и на селекцијата на медиатори е и испитот, кој што значително ќе претрпи одредени измени. И често им ја доближувавме медиацијата на граѓаните како еден од начините на кој што спорот може да се реши по мирен пат. Се чини дека централната улога ја има медиаторот и сега кога би требало да направиме една шема за тоа како би изгледала медиацијата, тоа би изгледало некако вака. Ајде да ми објасни мине. Накусо за да може да ја добијат представата граѓаните за тоа што представува медиацијата, а и самите медиатори да им биде поедноставно при запознавањето на страните во спорот за медиацијата, е овој диаграм, односно оваа слика во која се гледат 4 фази на постапката на медиација. Во првата фаза медиаторот има обврска да ги запознае со законските можности страните во спорот, тоа е речиси негова обврска, да им го објасни процесот и истовремено да ги упати што значи натамошниот процес на решавање на нивниот спор во постапка на медиација. Во втората фаза, така би рекли, или во натамошниот тек, страните во спорот може да ги изложат своите докази, постапката да ја изложат од една страна и тоа е обврска исто така на медиаторот во еднакво време, во еднакви услови со идентични можности да им овозможи на страните да ја представат ситуацијата или аспектот на гледање на проблемот. Во натамошниот тек, откако страните најчесто во таа втора фаза, они ги држат цврсто своите позиции, вештината на медиаторот е да успее да ги доближува пополека страните со напуштени на тие позиции и да почнат да гледаат со очите или со позицијата на другата страна. Она што е најважно во оваа постапка на медиација е тоа што луѓето кога се во спорот не ја разбираат собствената позиција, освен да стојат на неизе. Значи, не сакаат да влезат во чевлите на втората страна. Вештината на медиаторот е всушност да постигне овие страни во спорот да ги сменат и позициите, така да кажеме, и аспектот на гледање. Откако тоа ќе се случи, практично медиаторот влегол во третата фаза или во процесот кога од нив бара да ги изложат можните опции за решавање на спорот. Сето тоа медиаторот го прави со поставување прашања. Тие прашања всушност ги даваат одговорите како страните гледаат на постапката. И од моментот кога ќе ги изложуваат опциите страните во постапката, веќе нас се случува и во рамките на страните да ги дефинираат своите интереси и пополека почнуваат да гледат. Поедноставно кажано, пред доаѓањето на спогодбата во четвртата фаза, ќе го илустрирам примерот со осигурителните компании. Зошто е тоа битно? Една осигурителна компанија која е во спор со физичко лице, односно со правно лице, нејзин долгогодишен клиент, спорот во постапка на медиација може да го реши во доверба, без учество на медиумите, односно без јавност, со кој што всушност довербата што е изградена меѓу нив
им дава простор да го решат актуелниот спор и да ја продолжат соработката. Во спротивно, кога би влегле во една судска постапка и едната и другата страна може да се обратат на медиумите, а тоа е лоша порака и за едната и за другата страна, особено за компанијата, кога други граѓани, што не се членови на таа компанија како осигуреници, ќе се доведат во ситуација дека види на човекот не му ги исплатија парите, а им плаќал. Во четвртата фаза, кога ќе дојдат, медијаторот им помага на страните во постапката да дојдат до спогодбата, им ја дава да ја прочитаат, односно он го пишува или запишува тоа што го слушнал до тогаш до нив и тие со своето мислење, откако ќе го кажат, таа спогодба се подпишува. Овде ќе има само уште еден елемент кој е битен да се потенцира, иако моето искуство говори дека немам голем број на спогодби подпишани кај нотар и покрај тоа што имам голем број на спогодби, станува збор за меѓусебната доверба меѓу страните да одат или да не одат на нотар со намера да ја заверат таа спогодба за да биде извршна исправа. Тоа е еден вид гаранција за едната или другата страна во насока на исполнување на одредбите од спогодбата. Целта е да се постигне спогодба, кога би требале да бараме одредени зборови со кои треба да ја опишеме спогодбата, тоа би биле овие кои што граѓаните ќе може да ги прочитаат. Споменавте, има спогодба, но таа не е заверена на нотар. Тоа значи дека е, да речеме, мал процентот на случаи кои што завршуваат успешно? Напротив, во 2017 и 2018 според евиденцијата што се пријавува во Министерството за правда, но која претпоставувам од немарност на добар дел од медијаторите, не е ажурирана во таква форма. Мислам дека бројот на предмети што се пријавуваат и бројот на предмети кои постигнале страните решавање со спогодба е значително голем. Значи, тој процент можам да мислам дека е, речиси, поголем од 50-60% од вкупниот број на предмети што се пријавени кај медијаторот, дека повеќе од половината се решени со спогодба. Со оглед на тоа што за медијацијата ќе зборуваме многу и во периодот кој што следува, сосема накоса на крајот на разговорот, кој е бенефитот од медијацијата и зошто граѓаните кои што се во спор да се определат за овој начин на решавање на спор? Ова прашање и да го одговориме и во 2017 година, да го одговориме и во 2020 година, секогаш ќе упатува на неколку основни елементи, а тоа е дека страните во постапка на медијација, која е во доверба и која страната медијатор е неутрална, спорот го решаваат брзо. Значи, времето за решавање на спор во постапка на медијација е неспоредливо побрзо во однос на постапка во суд или во некој друг вид постапка. Понатамо, финансискиот бенефит во однос на инвестицијата што ја даваат страните во постапка на медијација во судска, со сите оние давачки, во однос на постапката на медијација е речиси 1:10. Само еден работен спор да го споредиме, односот е значително висок во контекст на судската постапка. Моето искуство говори дека многобројните спорови што сум ги имал од работни спорови укажуваат на исклучително висока цена на работниот спор, особено ако не заврши во основните судови, односно страната секојаш има право на жалба на повисоките судови, тоа уште повеќе ја зголемува висината на цената. И клучниот бенефит, и она како социолог што сакам да го кажам, всушност со медијацијата се гради еден вид култура на општество од конфликт да стане општество во кое што се решаваат конфликтите. Искуството говори и со колегите од Југоисточна Европа дека сите овие држави се соочени со високо ниво на конфликт и тоа ниво на конфликт сметаме дека може да се намали доколку медијацијата добие поголемо внимание и значење во образованието и доколку страните, одека пред се мислам на бизнес секторот, на јавниот сектор и на граѓанскиот сектор, ја препознаат медијацијата како алатка за решавање на нивните спорови. Со тоа градат добри односи со своите партнери и колеги, односно развиваат сосема друг вид на култура на овој регион. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Благодарам за поканата и се надевам дека ќе имаме можност да ги видиме граѓаните на 25 во Скопје, да ги запознаеме подетално за медијацијата во Република Македонија. Благодарам. Уште еднаш останете на првиот канал на МТВ во продолжение музичка номера. Веднаш потоа се селиме во другиот дел на студиото.